Едно прашање на почеток. Лесно прашање. Дали од овие претходни две вечери применивте нешто, имате прилика да примените нешто што научивме од она што го имаше нашиот предавач? Ако ништо друго, веројатно сте размислувале дали навистина практично тоа може да се направи во нашиот секојдневен живот. Затоа сме тука, за да го покажеме нашето знаење и да научиме нови нешта, за да можеме да се го подобриме квалитетот на нашиот живот, на нашето живење, да бидеме посебни. Насловот на денешната тема, клучен елемент, значи тоа ќе откриеме што е, клучен елемент за среќен живот. И јас го благодарам на нашиот говорник Томе Насков, кој што беше со нас овие две вечери, вечера ќе биде повторно со нас. И една кратка најава повторно за нешто. Прв пат се дојдени, значи Томе Насков е од Скопје. Меѓутоа, овие последни години живее во Белград и предава во да речем државите нели сега од бивша Југославија и пошироко. Има завршено пасторални студии во Ньювол коледж во Англија. Тој исто така е сертифициран професионален коуч од страна на Ericsson Coaching International. Мислам дека овие информации добро да ги запамтиме и добро да ги знаеме. Јас се радувам што сме вака повторно тука. Може би некој од вас кој што е прв пат со нас, ќе имаме едно навистина квалитетно и убаво време заедно. Сега ќе го повидам нашиот говорник. Благодарам. Здраво. Здраво. И тоа ми се допаѓа, што сте проактивни и правите нешто да подобрите ситуација на наоѓате. Не само да бидеме пасивни и да кукаме зашто е така, туку нешто и да токму тоа е и фокусот на овие предавања, да видиме што ние можеме од наша страна да направиме за да го етот на нашиот живот. Ја видовме во овој слайд кои све теми беа овдека проследени. На самиот вовед во ова, ја ќе направам мало едно резиме на оно што беше вечер кажано, кое да размислува. Значи, клучен елемент за среќен живот. Во првото поглавје, клучна книга од која истражувавме и црпевме совети и перспективи за квалитетен живот, книга значи од Сонја Љубомирски. На позитивната психологија, и една од најпознатите истражувачи на тоа поле. Книга таму беше споменато како човекот може или на каков начин луѓето среќен, исполнет и долговечен. Ако се сеќавате на оние кои беа на првата вечер, 12 активности, елементи, ставови, вештини беа изразени кои се битни ако сакаме ние да имаме квалитетен среќен живот. И нив ги сумиравме во овие 5 категории. 5 категории. Првата е значи вежбање, благодарност и позитивно размислување. Втората е инвестирање во социјални врски, односно градење на квалитетни врски. Вчера беше фокусот повеќе на тоа. Најважното на нас се интимните, брачните. Трет елемент е управување со стрес, тешкоти и траума. Животот не е лесен, ни наметнува проблеми и многу е битно како ќе се носат тие проблеми. Четврти елемент и четврта категорија на тие активности е живење во сегашност, односно да живееме во моментот и да уживаме во околината во која се наоѓаме, а не само да мислиме што би требало да имаме, а може би нема, и да на некој начин ни поминува некој посекува. Таков начин го губиме времето да уживаме во моментот кој го имаме сега. И петиот елемент беше грижа за телото и духот. И сето ова може да мираме во една ваква слика. Значи,
психологија представува еден холистички од тие физичко здравје, психолошко, социјално и духовно. За жал на духовното денеска се помалку и помалку е во фокус и поради тоа мислам ја дека луѓето се повеќе и повеќе несретни од својот живот. Перспектива, денеска ќе зборуваме тоа како да направиме нашиот живот среќен, поуспешен, што е клучен елемент во тој процес. Но кога збориме за успех, мислам дека е многу битно да имаме оваа перспектива која ни наметнува и кој кажува: каква полза човек има ако го придобие целиот свет, а на душата своја си напакости. Значи, многу е битно каков концепт ни имаме за успех. Што ќе на каков начин ја креираме сликата за што е успешен и среќен живот. И денеска, значи, ние ова вече ќе се фокусираме како тоа да го направиме и кои елементи треба да ги имаме во нашето размислување, во нашата пракса. Верувам дека во различни книги или во истражувањата и во размислувањето живот се нашле на дадат некакви различни формули за успех или за успешен живот. Ја најдов на една која мислам дека е онака доста проста, но многу објаснува. За вака. Потребни се 4 елемента за да имате позитивен резултат. Во било кој се. Првиот елемент е способност. Значи мораме да имаме способност за да бидеме. Други елемент е ресурси. Значи потребни, ние можеме имаме трет елемент е процес кој ги направи организација или структура како да искористиме тие способности и тие ресурси. И четврти елемент е став. Еве да го и биде центар на нашето размислување ова. Но еве да го илустрираме ова, например. Вие можете да имате способност, како што рековме, али да немате ресурси, а на некој ресурси, али да не знае како да ги користи. Сега гледате, капата се носи сокрие од сонцето, а нека на поинаков начин. Значи можете да имате способност, ресурси и да имате и процеси, али да имате став. Или она некојаш нас се фаќа инат, нема. Ако овој не е како што треба. И мислам дека за мене во оваа формула ставот е една клучен елемент. Бидејќи ставот ќе одреди доколку ја немам способност, дали ќе ја што да правам тоа е. Мојот став ќе одреди тоа дали ќе најдам ресурси или само ќе диктира овие другите елементи кои се. И затоа мислам дека е многу битно да имаме на ум дека ставот е основа и поддршка за се што правиме. Е клучен елемент за креирањето на сопствената судбина и постигнувањето успех во сите области од животот. Уште од самото почеток на современата психологија, Вилијам Џејмс има изјавено: најголемото откритие на мојата генерација е фактот дека луѓето можат да го моделираат својот живот преку моделирање на ставот на умот. Значи, преку моделирање на ставот на умот го моделираме нашиот живот. Ние не ги гледаме работите онакви какви се, гледаме онакви какви ние сме. Што сака да каже са оваа изјава? У суштина, живееме во реалноста која ние самите ја креираме. Реалноста може да биде јавно толкување на реалноста. Дали јас сега ќе бидам разумен пола е празно или ќе бидам радосен дека е пола полно.
доан, ја сум добар говорник и така натаму, а друго да може би, во ова време, кој на предавање, види колку имам јас. Иста реалност, понеква перспектива. Кој ја креира таа перспектива? Јас. Со мојот став, со моето согледување на работите и толкување на работите и со моите верувања кои ги имам. Затоа, значи, ние живееме во реалноста која слично на ова се надоврзува Виктор Франкл, кој е основоположник на логотерапија. Нов правец во тогашното време, кога тој ја воспостави на психоанализа, логотерапија, лечење со смисол. Тој е човек кој бил во време кои успеаат да преживеат, некои не. Иако некои имале поголема физика да може да преживеат, кои можеби немале таква, сепак. И тој вели, се може да му биде одземено на човекот освен едно. Оди. Способноста да го избере своето однесување во била која избере својот став. Што е тоа? Тие може се да ви земат, а не може да имаме е клучна како ќе живот и каков ќе биде квалитетот на тој живот. И затоа може да кажеме дека среќна личност не е личност со одреден сплет на околности, туку личност со одреден збир на ставови. Значи, среќна личност не е личност со одредени околности, личност со одреден збир на ставови. Сега, до сега ние зборувавме за важноста на ставот, но може би се прашуваме што подразбира став. Еве да се обидиме да го дефинираме. Значи, став е на комплексна мешавина на мисли, чувства, верување за нештото. За некого, за нешто, за одредена ситуација. Значи, на комплексна мешавина. Постојат некои уверувања, постојат некои мемории, некои чувства кои ги имаме и ние стекнато во текот на животот, и на основа на тоа ние имаме одредена предиспозиција кон нешто. Некогаш кои луѓе кои ќе прашаат за нешто, па немам став по тоа прашање. Значи, ситуација или нема не сте имале потреба да го развиете. А за многу луѓе ние веќе имаме некои ставови, некои предубедувања кои се веќе имплементирани кај нас и станале дел од нашата личност. Значи, нашиот став е нашата внатрешна вообичајна реакција кон некои ситуации и некои појави. Тенденција кон одредено мислење, чувствување и однесување. Тоа е некоја внатрешна компонента која се изразува во нашето однесување. Ние не ја гледаме, но таа го раководи нашиот живот. И што е многу битно, се стекнува во текот на живот. Значи, не е дадена, не е, кој што рековме, судбина или късмет имаме тако, него ние ја развиваме. Свесно или несвесно, ние сме одредили одредени ставови. Многу е битно да ги анализираме и да видиме дали се адекватни, дали ни се во корист или се контрапродуктивни. Сите ние ги имаме. Свесно или несвесно сме ги развиле. Верувам дека може би се дошле до оваа слика и прашањето кој иде обично до оваа слика, дали слонот може да се ослободи? Зошто не се ослободува? Било во ситуација кога не можел и он заклучил да, ја во однос на тоа не можам ништо да направам. Иако пораснал има сила сега да го надживее тоа, но се уште ставот е ист, е лимитирачки. И тоа се вика научена безпомошност во психологијата. Научена безпомошност. И затоа ние имаме одредени такви ставови кон одредени места, одредени ситуации во животот, поготово кон оние кои сме имали некои несретни искуства. И тоа вели мене не може ми, тоа е ставот, и се он, иако може да биде слободен,
ќе биде врзан. Бидејќи ставот на умот, неговиот му кажува така. И може ова да го сумираме овој вовед, да кажеме дека со еден современ јазик, ставот е програм кој го води нашиот живот. Знаете, денеска користиме компјутери, телефони и внатре има софтвер за некој пат. Софтвер е она што имате све, нели? Имате материјали, батерија и така натаму. Но софтвер е програм кој ги користи сите тие компоненти и ги средува и води како тие компоненти ќе функционираат. Тоа е нашиот став и нашите ставови. Дадено е ние во животот, имаме тело, можеби здравје, околности, но зависи од програмот кој го има во нашата глава, ќе зависи како ние ќе се однесуваме во околината или како ќе ги користиме тие ресурси кои ги имаме. И следствено на ова може да кажеме дека нашиот став е обележен на нашата личност. Се сеќавате на Штрумфови, сите ти има некој надимак, така? Обично ние имаме некои надимаци, некој се по изглед, а некој се по табијет, што викаме не народно, така, нели? Така беше Муртенко, нели? Кој ностоп се мрзеше, а и беше и овој кој е храбар, кој што треба, ја можам. Во иста ситуација овој мрзеше, а другиот не бе. И така димаци, тоа обележи кој обојува цел нашата личност. И затоа Вистон Черчил кажува, ставот е мала работа која прави голема разлика. Че мала работа која прави голема разлика. Неприметна е обично, можеби не толку ревидираме, размислуваме на неа, но таа сепак го раководи нашиот живот. Сега да видиме каква некаква комбинација на ставови, убедување, размислување, вештини треба да имаме да би биле онака способни или отворени да имаме живот. Прва компонента која веќе збогнавме во првото предавање е оптимизам. Значи оптимизам е првата некоја предиспозиција која човекот треба да има, која го отвара или мотивира да нешто се ни обидува да направи нешто, бидејќи дека нема корист тоа. А оптимистот вели има надеж, можам, зошто да не, способен сум, ќе се обидам и можам да добијам. Отвара можности нешто. Затоа тоа е една прва предиспозиција која треба да имаме во животот. Да бидеме отворени за можности, да веруваме дека нашите напори не може да направат. Доколку тоа го немаме, ние нема ни да се обидеме. И ќе ни бидат сите криви или судбината ќе ја колнеме што ни е таква. Но треба да сватиме дека оптимизмот ја отвара вратата за воопшто ние правиме некакви напори. Друг елемент е проактивност. Проактивност. Не знам дали се дошле во контакт со она позната книга на Стивен Кови "7 навики на успешни луѓе". Наистина една бестселер, класик, наистина со многу убави совети. И прв елемент таму кој тој го обработува е токму проактивност. Што подразбира под проактивност? Проактивност значи да се земе животот во своје раце и да веруваме дека сме креирање на нашата судбина, на нашиот живот. Не да ја чекам животот да ми се случи и да реагирам на она што ќе ми се случи, туку да креирам можности кои не ќе ми дадат потенцијал да успеам. Значи не само ја да чекам и да одговарам, да одговарам на ситуациите, а проактивно вели да ја креирам ситуации кои би ми ишле повеќе во корист или би биле во правец во кој јас сакам да се развивам или да го имам животот обликуван на одреден начин. И од оваа перспектива може да кажеме дека најдобар начин да ја предвидиме нашата иднина е да ја создадеме. Обично не викам, ќе видиме времето што ќе донесе. Така, и некако чекаме, ќе видиме, што ќе не снајде. А проактивност вели не да чекаме ние, него туку треба да ситуациите да ги направиме да бидат онакви какви што треба да бидат. Значи, битно е да имаме таа проактивност.
сметам дека навистина овој елемент често пати некако го превидуваме и на таков начин сме повеќе пасивни агенти во нашиот живот, неколку активни агенти. А ова ни вели, значи, ние да земеме така некако да го зграпчиме животот и да се обидеме да го креираме. Друг став кој е битен е адекватна слика за себе си. За психичка благосостојба, еден од важните фактори на вистина е каква слика има за себе. Секој од нас има некаква слика за себе си. Ајде, едно прашање се. Доколку сега, например, овдека и дојде некој новинар и ве праша, кажете ми 10 работи кои сакате кај себе си и 10 работи кои можеби не сакате кај себе си. На кое прашање полесно ќе одговорите? Зошто? Многу интересно е. А ја обично кога држам предавање го поставам ова исто прашање, некој кој ќе се сети на 10 позитивни или онака па. Некако нелагодно е да се зборува за тоа, да дојдат. Као изгледа еднаш еден коментар, па не знам, така не воспитале секојаш онака ќути, траи и така натаму. Ако немам ја позитивна слика или немам да кажам 10 добри, не баш као што би требало да биде. Зашто? Али многу е, затоа овде како многу е битна ова адекватна слика за себе си. Денеска постои нешто што обично вика позитивна слика за себе си. Норма треба да биде позитивна, но мислам дека е многу главен факт е ова да биде адекватна. Зошто на тоа мислам? Дали ви се допаѓа оваа слика? Дали оваа слика е реална? Па не знам дали ќе му помогне. А обично се користи ова како мотивација, ја мислам дека е контрапродуктивна. Отвара апетити кои не се реални. И денеска постои таква тенденција, поготово од неката америчка култура, ти може све. Sky is the limit. Ти верувај, помисли, планирај, сонувај и ќе добиеш. Ето, American Dream. Ја не верувам во тоа. Адекватна слика за себе си да си знам моите способности, кои се позитивни, а да си ги знам и своите граници. Да знам до каде можем, колку можем. Зашто ако поставам нереални очекувања, јас се предодредувам на неуспех. Че треба да бидат адекватни, треба да бидат во рамки на своите способности и околности. Денеска постои една друга тема, како доста како да кажем, популарна филозофија, тоа е закон на привлечност, law of attraction. Као една парола на тоа, најдов на социјалните мрежи, една ваков надпис. Ќе кажам прво на англиски, бидејќи таму има онака рима, а после ќе го преведам. Believe that you deserve it and the universe will serve it. Чи верувај дека заслужуваш и универзумот ќе ти го даде тоа. Ако доволно направиш визија и посакуваш, универзумот тоа ќе ти го даде. Значи, фокусот е во желбата. Видите? И ја мислам дека има проблеми во тоа мислење. Нормално, ја треба да визуализирам што можам да направам и тоа го ослободува мојот потенцијал. Но дека мојата мисла, идеја или дека универзумот нешто ми должи да ме направи среќен, некако не верувам во тоа. Тоа е малку, има база, тој, знаете, онај екстремен индивидуализам кој денес како јас сум центар на универзумот. Као све да постои околу мене да ме направи среќен. И таква филозофија имате во популарната филмови, ти заслужуваш најдобро, ти заслужуваш подобро. И само се зголемуваат апетитите, а се помалку има способност да се оствари тоа и така натаму. Адекватна слика за себе си е да имаме една позитивна вредност, дека јас вредувам, по моје неко убедување ко Божје создание, кој е вреден за живот,
кој е еднаков со другите и има право на живот, да се бори за живот за благосостојба. Но имам и лимити, не можам се да направам, не сум изнад другите, не сум ни испод другите. Значи, тоа е адекватна слика. И тоа креира една позиција на скромност, али и на некое поуздание, самодоверба, која треба да имаме за да бидеме успешни. И тој баланс секогаш е тешко да се најде. Но е многу битен да го имаме. Доколку ја имам негативна слика за мене, што фатам, ќе се исуши. И на некој начин некои луѓе вика, знам, изгубивме, јас сум малер секогаш, кој сум ја во кола, дека ја се расипува и така натаму. Че таа некоја негативна слика за себе си, да. Ali mnogo je bitno da imаме таа адекватна. Сходно на тоа, за да имаме една адекватна слика и да имаме добар пристап кон животот, многу е битно да имаме адекватен самоговор. Сите имаме самоговор. Се збориме на себе си, не онака на проблематичен начин, него на еден нормален начин. Кој си кажуваме нели себе си онака, ти можеш како или никош како можеш и така натаму. Што се кажувате на себе си кој ќе погрешите? Океј. Тоа е многу, онака е можда изгледа некое поважно прашање, али многу е клучно. Да од жестината на критичноста тогаш може да ти укажува каков самоговор имаме. Се сеќам еднашка во Подгорица кога бев, кога правев некои работилници таму и една млада жена вика, ја прашава прашање, каже, што се викаш на себе си? Чурка. И го осетив. Ја на себе си онака си викам селјак. Или глуп. Затоа што не е пријатно, али е присутно. Не сакам ја да фарбам некоја друга реалност. Али тој само говор ни кажува каков имаме ние ни креира каква слика ќе направиме за себе, каква предиспозиција ќе имаме кога работите. Тој само говор најмногу се креира со пораките кои ние сме ги добиле најмногу во нашето детство. Најмногу од нашите родители, питувачи, другари, брачни другари и така натаму. Од неблиските почнува па на широко. И многу е битен каков ќе биде тој. Дали ќе онака ќе бидеме, имаме секојаш, како можеше, па ово, никогаш више, така натаму. Или малку, многу интересно, често ние сме многу по-благи и конструктивни кон другите него кон себе си. Некој ќе каже, не ми треба мене критика, јас сум најголема критика на себе си. Не се остава на мира, значи другите се задоволни, али ја не сум задоволен со себе си. Гледате? И таа динамика ќе креира каков ќе биде мој живот. Дали ќе биде среќен, ќе бидам задоволен и нема да бидам задоволен. И многу е битно да го истражиме тој наш самоговор. Дали е тој критичен, дали е секогаш вака. Ако сме имале критично настроени родители, ќе имаме таква тенденција. Кој ќе биде онака многу оштра. Друг став кој е многу битен за успех во животот е подготвеност за раст и развој. Подготвеност значи за раст и развој. Да развивам или мислам дека имам доволно. На оваа тема многу клучна книга е Mindset или ја не знам на македонски дали е преведена. Ова е во Србија, знам дека и во Хрватска има, значи Mindset или ментален став. Ова е бестселер и навистина е многу позната и влијателна книга. Што всушност овдека авторот кажува? Многу е битен каков менталитет имаме. Дали е тој фиксен или е растички. И еве може да кажеме сумирање на сето ова во еден оваков графикон. Се извинувам на англиски е, нема време да направам ја сам на македонски ваква, али овдека имате значи од лево за луѓето кои мислат дека кои имаат тој фиксен менталитет, кои мислат дека она што се им е дадено. Тоа е тоа. Толку. А растечкиот менталитет вели не, јас сум во процес на раст. Јас може да бидам она што ќе направам.
си. Нешто ми е само дадено, него и затоа многу интересно во воспитувањето оваа жена кажува дека е многу битно на децата не да им се каже колку си паметен, колку си паметна, но колку си вредна. Зашто ако скажеме дека си паметна, а дојде во проблем кој не може да го реши, тие кои имаат тој фиксен менталитет, имаат тенденција да лажат. Значи не смеат да прифатат дека не се паметни. Али ако се добро, се трудеше, затоа доби резултат. Кога има да има не е памет, да се трудиш повеќе. Површно само, али ве предизвикувам да малку истрачите оваа книга и многу е битен тој. Значи, каков став имам ја? Дали тоа што го имам ми е дадено или јас сум оној кој треба да се и развивајќи се себе си, јас ќе бидам поспособен каков ќе биде мојот живот. Исто на оваа линија, една друга перспектива е поучливост и спремност за нови сознанија. Мислам дека за мене на најтешка категорија на луѓе се луѓе кои не се поучливи. Вие со самото доаѓање овде давате знак дека сте поучливи. И браво за тоа. Најтешки ми се затоа што, знаете, оние кои мислат дека се знаат, немаш ништо да им кажеш. А обично, оние кои знаат малку, мислат дека знаат многу. И што повеќе знаеш, толку повеќе знаеш дека не знаеш. Тоа е иронијата на луѓето, на животот, и навистина многу е битно, ако имаме ние став на поучливост, ние можеме да се развиваме и на таков начин да го збогатиме квалитетот на нашиот живот. Нешто што не спречува во овој правец е на некој начин ова што викаме живење во комфортна зона. Односно да бидеме, сите ние имаме некаква комфортна зона во која сме навикнати и ни е страх да излеземе од неа. Иако таа може да е добра за нас, ама е комфортна. Некогаш познатото е секогаш некако поприлично од непознатото. Иако познатото да биде некогаш имаме таква тенденција. Значи тука, сигурно, што е тука? Ќути трај. Афоризам еднашка прочитав за нас македонци, дека што очекуваш од народ кој национално име му е трпе. Значи, ќути трај. Така али комфортната зона изгледа комфортна и сигурна, али е опасна, бидејќи нема развој. Нема развој. Развојот кај нас се случува кога ќе излеземе од комфортната зона. Кога ќе имаме малку некаква нелагодност, таа нелагодност ќе ни доведе нови искуства. И на таков начин ние растеме и се развиваме. И треба да видиме дека ние секојаш треба да растеме. Као што покажува оваа слика, дали кога некои луѓе ќе ве сретнат после некое време, вау, како се развиле, или каква импресија ќе дадете. Али многу е битно да се гледаме себе си као, онако викаат англичаните, work in progress. Некоја градба каде што има, work in progress, нешто се гради. Има една изрека, вели, ако нема што да работиш, работи на себе си. Таму секогаш има работа. За жал, некои не работат на себе си, очекуваат никако да ми се променат околностите или квалитетот на нивниот живот. Токму кога што лековме чекаме и ако не се случи тоа, онда даваме кривица или кукаме. Следниот елемент или став кој е многу битен во животот е подготвеност за адаптација. Подготвеност за адаптација. Значи флексибилност. Ние сме замислили можеби како треба да изгледа нашиот живот или како некои цели планови сме имале, али животот не изгледа онака како ние што сакаме, како што сме планирале. И многу е битно како ќе се носиме со тие нови ситуации.
Дали сме адаптација или сме строги? Не, вака, ако не е така, ништо. Денеска, поготово во бизнисот, кажува дека најважна компонента за еден бизнис, за една компанија е адаптивност. Адаптабилност. Значи да се адаптира на новите услови, бидејќи денеска светот нонстоп и се менува со толку рапидна брзина да многу е тешко да ги фатите тие промени. Ali zato, znači, ta sposobnost ili predispozicija ili otvorenost na adaptacija je ključna. Možemo to da ga vidimo, na primjer, na ovakva situacija. Da, život ne je fair. To je nešto što treba da ga prihvatimo. No, može da kažem, vo red, što imam, što može da napravim sa to. Sad može da, kako ova ličnost da kaže, gotovo što da pravim hendikepirana, sam predodredena za neuspeh ili nema završen život, сепак што можам да направам, можам да видам во моите можности кои ги имам, моите околности, можам сепак да направам нешто. Можам да бидам победник во околностите во кои се наоѓам. Али повторно тоа е ставот го одредува тоа. Не самите околности. Некои ќе бидат постојано во некој, да кажеме, во ситуација или во онака предиспозиција на жртва, а некој ќе рече, не, сум проактивен, агент на мојата судба, можам нешто да направам и ќе направам. И на ова поле во нашиот живот битен е оној став или кој го рековме на првото предавање или најпознатите молитви кои ги во светот кои се користат е ова која вели, значи, Боже, дај ми сила да го прифатам она што не можам да го променам, храброст да го променам она што можам и мудрост да ги разликувам едното од другото. Оваков став е многу битен. Че потребно е да прифатам оно што не можам да го променам, и ако се бунам, ако кукам, ако велам дека животот не е фер, што е многу природно да се чувствуваме така, бидејќи животот не е фер, и многу е битно да ги процесираме тој гнев кој ќе се жалење, што животот можеби не е фер. Но не треба да останем во таа позиција. Се иде во ред. Што имам, што направам со тоа што го имам. И храброст да го променам она што можам да го променам. Позитивен пристап кон препреките, кон проблемите. Проблемите зависи како ќе ги гледаме, дали се онака кој ќе се појават, ќе се повлечеме, или ќе речем не, тоа е нормален елемент и јас треба нешто да направам за нив. Зашто што ние обично вака имаме, нашиот план е, имам тоа, имам цел, вака тамо, за 2 месеца имам толку, ја ќе направам тоа, а животот носи тотално некаква друга реалност. Потребна е, како рекам, адаптабилност, потребно е прифаќање на тие нови предизвици, на препреките кои имало и влегување во коште со тие препреки. И кога ќе влеземе да ги пребродиме тие препреки и проблеми, ние тогаш најмногу се развиваме. Најмногу од нас не моделирале тие тешки моменти. Ние не ги сакаме, а се највеќе оние кои го моделирале и не граделе као личност. Ние ги избегнуваме, но сепак тие се навистина многу важни. Кај американците има ова која изрека no pain, no gain. Без болка, без тешкотија нема напредок или нема добитка. За жал денеска се повеќе постои тој апетит да мислиме дека среќата треба да ни дојде или дека ја заслужуваме, дека универзитетот треба да ни ја даде и така натаму. Но малку се или обично се усмеруваме некои успеси некои луѓе и очекуваме и ние такви да бидеме. Некој таму добил или наследство или почнал во некоја гаража, ја ќе почнам во гаража, ќе успеам и така натаму. Значи, али ако истражите библиографиите на оние луѓе кои били успешни, секогаш постоела мака некоја. Кои поаѓале тие и имале став дека секоја можност има тешкотија и секоја тешкотија има можност. И за да се успее, потребна е упорност. Че ние можеме да имаме добри цели, можеме добро да почнеме, но може да застанеме. Некојаш навистина е тешко. Али само упорност или оние кои се најупорни минуваат. Обично младите гледаат некои херои во спортот и така натаму и мислат дека они така се родени, кои се
или Джокович, он ќе земе, бидејќи играм ја тенис активно, и мисли дека да, тој е Иран излега и победува така. Он, што би рекли, не спие со топчето. Значи, он него нон-стоп по сати удира, работи на тоа. Упорност. Многу има во позадина, а ние гледаме само тоа успехот и велиме, да, и ја би требало така. Нема шорткат во животот. Значи, нема кратенки. Не е некако, со тој нека на нашиот балкански менталитет, сакаме да го хакираме животот. Како помалку да работам, повеќе да заработам. Како ја да најдам, да ми биде убаво, ама не се мачам. И многу интересно ми, шува работа, имам ништо не работам. Не знам што е толку убаво тоа, мене би ме убила досада, али среќа да се наоѓа во нешто која креативно работиш, која допринесува со своите таленти, која постои мака, после маката постои задоволство. Ја го велам тоа блажен умор. Навече кога ќе легнеш, ќе викаш, утепан сум, ама ако си направил нешто, имаш некој блажен мир и задоволство. И затоа, значи, треба да имаме ваков став. Значи, имаме различни состојби во животот, кои ќе изгледат безизлезни, но упорноста и ставот дека не треба да се предадеме и да идеме понатаму, може да не помине ни тоа. И во овој контекст, еден друг елемент како еден адекватен став е адекватен поглед на грешките. Ние многу е битно како се носиме со тие грешки. Како што рековме веќе, што си кажуваме или како ги пребродуваме. Многу е битно да го имаме овој став. Јас направив грешка, а не јас сум грешка. Не, ова не е игра на зборови, ова се два става различни. Јас направив грешка, што е нормално човечки, а јас сум грешка, значи со мене нешто не е во ред. Имам негативна слика за мене. И таа ќе ми биде, нема да биде конструктивна за мојата благосостојба. Значи, адекватен поглед на грешките. За жал, зборувавме, ако се сеќавате на оние елемент од оние 12 елементи за квалитетен живот, еден од нив беше спремност за проштевање. За жал, многу луѓе не може да се простат себе си. И онака, како дозволив тоа да ми се деси? Што бев наивна? Па тој, како можеше? Па на него да му дозволам тоа и така натаму и цел живот. Таа грешка не ќе обележи целиот наш живот. Тоа ќе биде само ако ние дозволиме така да биде. Трагедии, проблеми се случуваат. Но многу е битно како ќе одговорам на тоа што не се случува. Сете се на Виктор Франкл. Слобода на човекот кој е дадена. Како ќе одговори на она што му се случува. Тоа е токму тој став. И ние ќе грешиме, многу битно да тие грешки не ја детерминираат нашата иднина. Че грешката може да биде добар учител, а може да биде опасен крадец за иднината. И затоа е многу битно како се гледам. Човечки е, погрешив, или некојаш да се тешам себе си кој што тешам пријател. И ми кажеш, па добро, ще покуша човек. Еве ја погрешив, ајде иди напред. А према себе си кој сме многу поонака критични. Како можеше, па тоа памет не ти доаѓа, бе, леле ќе онака. Па и не заслужуваш да биде среќен. Како тоа, разбираш, кога не ти доаѓа? Се мота тоа во нашата глава и на такав начин ние се лимитираме себе си. Затоа мислам дека е многу битен ставот кој го дава Карл Јунг или перспективата. Јас не сум она што се случило, јас сум она што ќе одлучам да бидам. Значи, она што не се случило не детерминира. Ние се детерминираме себе си како ќе се поставиме во однос на тоа што не се случува и каква иднина ќе градиме. Друг став кој е многу битен во тој социјален контекст е почитување и грижа за другите. За жал, мислам дека се помалку има некои прави вредности во нашето општество. И обично
крадење, лажење, манипулирање, не се нарекуваат со тоа име, него се нарекуваат сноѓање. И за жал, доста и родители на своите деца кажат, нема да бидеш мутав, снајди се и ти. Нели? Не биди наивен толку. И ти се лактај, ти гази малку, ти малку моделирај. Зашто така? Тие вредности успеваат тука и за жал се повеќе има нека солидарност или помош помеѓу себе, некое ривалство, ја да тргнем од тебе, ти си против мене. И на таков начин тоа е толку многу спротивно на оно што го зборевме претходно. Дека ние најмногу зависиме, нашата благосостојба најмногу зависи од квалитетни односи. Но некојаш во желбата за успех гледаме на другите како на ривали, немаме некое заедништво, добри односи, или сме сирџи. Нели? Гледаме туѓите маки, за жал денеска, прво ќе сликаат некој кој е во мака, па после ќе гледа да му помогнат. Ако имаат желба да помогнат. За жал се помалку постои таа да видам, али многу е битно нашиот живот да тоа се вика да на енглески abundant mentality. Значи као менталитет на abundance е изобилство, да. Менталитет на изобилство, кој став може да биде менталитет на изобилство е има за сите. А scarcity mentality е не, има малку, секој треба да граба за себе. Тога сме конкуренција. И многу е битно каква таа динамика ќе имаме. Бидејќи во голема мера вашиот однос кон другите ќе го одредува вас. Нормално вие можете да бидете многу добри, а тие да ви вратат стои тоа. Али често пати поради тоа не викаме сега ја ќе бидам лош. И злото победува. А Библијата ни дава совет, вели, победи го злото со добро. За да ти биде добро. Ја го додавам ова. Зошто? Значи, ако злото победи, сите сме изгубиле. Разбирате? Али ако не, добро, и мојот став е ваков. Можем да ти помогнам. Ако ти ме будала мене, ти си будала. Али знам дека притискот е голем. Колку сите, ево ја мислам еден може на банално ниво, али мислам како илустрација е добро. Кога отидов да студирам и живеам во Англија, многу ми беше интересна динамиката во собраќај. Пијане, ти треба да се бори, да брани, какво пуштање, влегува секој. А таму полека сите културно и као да им е разлез да те пуштају, ако се влегува. Кога има, и јас, кој супер, јас се навикав, мене ми беше чест, па ни, окей, там западно, супер си. Ја наивен, сите шибаат мене, никој не ме пушта. И после јас, па за да преживам, да ми ја пак. Разбирате? Значи, притисокот на културата е многу, многу јак. Доколку јас не сум цврст на моите ставови и вредности, струјата на културата со негативни елементи може да носи. Поготово на ова поле. Многу интересен совет дава Дейл Карнегил во неговиот класик Како да направите пријателство и да ги задржите. Со тоа што ќе бидете искрено заинтересирани за луѓето, ќе стекнете повеќе пријатели за 2 месеци, отколку ако сте потрошиле цели 2 години, обидувајќи се да ги заинтересирате за себе си, за вашите проблеми. Значи, овдека динамиката е чекај прво па после. Али ако е моја вредност е, имам таа позитивна предиспозиција и тоа е моја некој став и вредност, јас се отварам да ми се врати. Или јас сум барем добар пример на некој и да него го инспирирам и да правам еден домино ефект. Не домино ефект на злото, него да има на доброто. И повторно еден совет од Исус Христос кој не вели се што сакат да ве прават луѓето, правете им вие така. Златно правило, се обидувам да го применувам и многу едноставно и решава ситуации. Кога се баш, што да правам сега? Што сака да ти направа тебе, прави им ти на другите.
Друг основен елемент за добар став, за квалитетен и среќен живот, веќе го спомнавме во првото предавање, е дух на благодарност. Благодарност, значи рековме, не е богат оној што има многу, богат е оној кој е задоволен со оно што има. Духот на благодарност го гледа целиот живот како еден подарок. Не како некој, на енглески има една реч, entitlement, што е многу тешко да се преведе. А тоа е као некое дадено право да имам да мене да треба да бидем среќен и кој што рековме, универзумот треба да му усреќи и така натаму. А дух на благодарност вели, се е дар ова што го имам. И со благодарност ужива во него. И на таков начин го прави животот да му биде богат, а оние луѓе кои не уживаат во она што го имаат, се фокусираат на она што немаат, не може да бидат задоволни. Не може да бидат задоволни. Али, што е многу битно, сите овие работи кои ги зборуваме сега, може да се развијат. И дух на благодарност се развива. Имаме едно цело предавање за тоа. Например, една вежба која може да биде најефикасна, која можете од после ово предавање да почнете да го правите за да развивате дух на благодарност е, пример, пред спиење, прво да прашам, пред спиење кога ќе легнете, што мотате низ глава? Што ви беше убаво во денот или што ви беше лошо? Или мислите како ќе ги решавате проблемите утре што ќе бидат? Една вежба која може да биде многу проста, пред да легнете на спиење и да имате благодарност, напишете 5 работи за кои сте благодарни во тој ден, што поминал. Најосновна вежба која многу ќе ви даде бенефит. За ова направени се различни истражувања, луѓето кои имаат проблеми со депресија, им ја даваат оваа вежба. И тие се подобруваат. Бидејќи така се фокусираш ти на што беше добро. Некогаш по дефолт не е што не беше добро. А вака, чекаш што беше па види се, денеска тоа успеав, ова успеав, оно, и го се репрограмираме да бидеме благодарни. Еве нешто што можете најпрактично да почнете. Друг елемент кој е јако битен за среќа и квалитет во живот, кој е многу превиден, а мене беше интересно, ова не знам дали сте имале прилика да го гледате, ова е уштетено од познати TED Talks, едно 10 најгледани, Ами Кади, со, значи, како вашето држање на тело одредува кој ќе бидете, или какви сте. Што е идејата овдека? Со држањето на телото ние одредуваме нашата состојба и нашиот став. А она вели, например, ако имате трема, некои луѓе имаат трема, дека јавен говор, дека најголемите стравови и така натаму, и са тие ако имаме некој настан, ако пред тој настан ви направите онака држање на телото, онака ко да сте победник, вака, и ви имате правите предиспозиција да успеете. А вака, шо ќе направам, Еве, замислите за цело време ја вака да ви зборував. Колку ќе биде убедлив. Зашто? Зашто оваа позиција е на тага, потиштеност. Секоја емоција има одредено емоционално изразување во телото. Обично ние вака кога сме имаме некоја скрушеност, некоја тага, страв и така натаму. Ако сме храбри, ајде, може. Знаете, која динамика се дава само што ја се исправив и направив некоја енергија. И многу е битно да бидеме свесни како го носиме нашето тело. Ако вака да идете, обидете се вака да бидете среќни. Као да сте затворени. И така многу е битно и да го тренираме своето тело, како го носиме и така ќе прави, тоа ќе влие на нашите мисли, нашите предиспозиции, нашиот став. За жал, многу интересно, некои истражувачи покажуваат, бидејќи сега, повеќето се вака на мобилни телефони, и постои таа скрушеност. И тоа многу се одразува на младите во нивната ментална состојба.
Ек е вака non stop. Разбирате? Кои повеќе после и останува така рамените. А ова е рамене на струшеност. Овака, дај, ајде, што треба. Значи, правите предиспозиција да нешто ви се деси. Бидејќи за секоја емоција имаме, например, нели во нашиот мозок, одредени центри, например, и вештачко смење благотворно. Знаете, че вака, кој ќе направите, се уклучува центарот во мозокот кој ви дава пријатност. Нормално, на долги стази нема тоа да функционира, но некогаш, ако сте ви вака нон-стоп, не можете да добиете. А само да направите вака, ќе видите пријатност некој. Значи, ако ваква фаца имате вие, не можете да бидете среќни, а не можете и да привлечете на некој начин, мислам, не оној елемент кој го спомнавме претходно, неко да бидете онака приемчиви за другите и сето тоа натаму. И затоа многу битно да бидеме свесни за себе си, за своето држање на тело. Викаме, е многу незнатен елемент, али е битен. А ја на себе се работев да баш да некако се држам кога идам, да не одам вака, него да се исправиш и навистина поинако гледаш ситуацијата. И при анализирање на овој адекватен став или кој е потребен да го имаме, еден елемент кој е многу битен е да знаеме дека ставот е заразен. Што вика народно, со кого се... Многу е битно да бираме адекватно друштво. На првото предавање реков, ја обично кажувам дека национален спорт во Македонија е кукање. И кога ќе идете на забава за кукање, вие ќе почнете, така. За луѓе кои сакаат да променат некоја ствар, например за некои кои сакаат да се одвикнат од пушење, кои сакаат да слабеат, кои почнат да вежбаат. Многу важен детерминатор на нивниот успех е друштвото во кое се движат. Јас знам еднаш кај последно предавање ми дојде една жена и вика: "Престана, сакам да престанам да пушам, не пушам, ќе отидам кај ковшиката и ќе запалам." Контекст има некој своја асоциација, знаете. Значи, многу е битно за нашиот став и да го бираме друштвото во кое ќе живееме, а денеска можеме тоа бираме друштвото не вака и социјално, а можеме и на интернет каде многу се наоѓаме. Што ќе гледаме? Дали ќе гледаме на TikTok различни предизвици кои се опасни, никако не водат или нема никаква образовна вредност, или ќе гледаме некои други кои успеале, кои ќе ме мотивираат? Тоа ќе го одреди мојот став. Дајте јас ќе се изградувам во некоја личност или некој ќе гледам некој кој кажува колку све не чини во Македонија. А има такви многу, нели? Се ова што го кажавме да го видиме во илустрирано во едно видео. Кое мислам дека на еден убав начин илустрира она што сакавме да го кажеме овдека. Ајде да видиме, ли мислам дека ќе биде побрзано. Побрзано. Така да. Ајде да видиме, дај ќе работим. Attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour adhérer alors que Florian donne tout ce qu'il a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais. La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer.
Là, je pense que ça va être juste, mais elle a pris avec le Ah, mais tu dis qu'elle a temporisé. Quelle ligne droite magnifique. Il n'y a pas qu'elle ligne droite, mais quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais regarde. Extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci Mais pour regardez, Muriel. regardez. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Florian. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Florian. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah ben, il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Ah ouais, là c'est extraordinaire. Je sais pas, mais non, c'est énorme. C'est énorme. Komentator od je na francuski, no ti je vedat, nema ništa za Francija v ova trka. Повторно разочарувanje, nema ništa. Ako gledavte vi, ili sami od režiser ne davaš uopšte во kadar. No, poslije toga ekstraordinarno, znači fantastično, ništa, fantastično. Koji elementi od ovih koji rekao mi imaš ova ličnost? Za da pobedi. Izdržljivost, upornost, optimizam. Zamislite, što mi vidite, četvrta sam svega. Ovije moje drugarke ne istrča ništa. Što da pravim tega ja? Adaptivnost. Nikakve okolnosti, nikoj ne misliš da nešto će vide. Ali ne se davam, ti dadam do maksimum, ono što možem, ja verujem v sebe, nikoj ne veruješ v neja i ta uspe. Така се победува во животот. Значи, на нас е да го земеме овој клjuč и да го искористиме. Да увидиме кај себе си какви ставови ми имаме, дали постои некакво место за ревидирање, за промена, каков став треба да инсталираме, за да имаме еден квалитетен живот. И само така ние можеме да имаме таа некоја упорност, да имаме став, ја го викам она, инат за добро. Обично не викам имаме инат за лош. Не сакам нешто. Не се давам, ќе успеам. И јас сакам вие да успеете. Тоа беше желбата моја да ви послушам во тој правец со овие предавања. Сега на вас останува што ќе направите со ова знаење. Се надевам дека нешто ќе се обидете, ќе имате некаква корист од ова и посакувам успех во вашиот живот и да бидете и имате еден убав, квалитетен, исполнет живот со среќа, со благосостојба, но вие сте тие кои треба да го направите таков. Не чекајте тој да ве снајде, него направете го да биде таков. Ви посакувам се најдобро. Фала, бевте супер публика. Сонечето ми ги даде, си што гледавме, сите слики, сите шеги, што мислам беше многу пријатно време што го минавме заедно. Јас го пополних ова цело, не знам вие дали успеавте нешто да запишете. Меѓутоа, навистина пријатно го користи сите совети што ги слушнавме. И многу е жал, кога речеме ова е последна вечер. Меѓутоа, ова е всушност и покана во исто време да продолжиме со вакви предавања. Нека ги се сложиме. Да. Може да слушаме. Така ова е официјална покана, почесто да дојде кај нас и да продолжиме повторно со вакви убави совети. За вас кои што ви сакале тоа да се случува, не знаете каде да се пријавите, имаме на личен надвор на мисълта е ставено, може да се оставите ваков тип на предавање, може да ја повараме и да ако сакате да присуствувате, ако бидат интересни за вас. Така што тоа се сите информации кои што не се каже, не посака убави живот, не посака убави желби, ништо не да додадам, односно јас ништо не посакувам да имате да среќни и се ова туку што може повеќе да премириме во нашиот живот. И благодарам на присуството и се гледаме во некоја народна премиера.